Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Протестите во Кајро продолжуваат. Председателот Хосни Мубарак се уште е на власт. Ситуацијата го загрижува цел свет. За најновите моменти, веднаш на почетокот. Десетици илјади египтјани денеска протестираа на плоштадот Тахир во Кајро, оглушувајќи се на полицискиот час поставен од владата, додека бараат крај на 30-годишното владење на Хосни Мубарак. Има повици за протест на милион луѓе во вторник. Повеќе од 100 лица загинаа во насилните протести од вторникот наваму. Според медиумите, председателот прави некои обиди за нови назначувања во владата, но тоа не ги смирува протестите. Од другите вести, американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека САД не планираат да ја суспендираат помошта за погодените од земјотресот во Хаити. Таа ова го кажа при посета на Хаити во неделата, каде замина да посредува во изборната криза, барајќи Хаити да го прифати меѓународно поддржаното решение и да го симне од листата наследникот избран од председателот за вториот круг на гласање, закажан за 20 март. Властите во Мичиген уапсија лице за кое веруваат дека планирало напад на едно од најголемите џамии во САД, Исламскиот центар на Америка. Уапсениот 63-годишник е фатен со големо количество експлозивен материјал во автомобилот пред Исламскиот центар. А како реагираат Соединетите американски држави во однос на ситуацијата во Египет? Во продолжение ќе чуеме за деликатната дипломатија на американските представници кои досега се огласија на оваа тема. Тонот на државната секретарка Хилари Клинтон за ситуацијата во Египет кога се појави со колумбискиот потпредседател Ангелино Карсон беше заострен во однос на претходно. Длабоко сме загрижени за употребата на насилство од египетската полиција и безбедносните сили против протестантите и ја повикуваме египетската влада да стори се што е во нејзина моќ, да ги има под контрола безбедносните сили. Во исто време протестантите треба да се воздржуваат од насилство. Како што повеќе пати рековме, ние ги поддржуваме универзалните човечки права на египетскиот народ, вклучувајќи го и правото на слободно изразување, здружување и собирање. Клинтон се осврна и на одлуката на Кајро да ги прекине комуникациите со светот, што силно се почувствува и во редакцијата на Гласот на Америка. Уредникот Метју Бейс објаснува. Последната недела рапидно растеше нашата публика од Египет. Последните 24 часа бројот падна речиси на нула откако Египет ги прекина врските со светот. Подпредседателот Џо Бајден во четвртокот изјави дека не мисли од тие време председателот Мубарак да замине од власт, но Клинтон не одговори на слично прашање. Како што реков порано и како што рече председателот Обама, египетската влада има вистинска можност да започне процес што ќе одговори на аспирациите на народот на Египет. Мислиме дека треба да се искористи тој момент. Пресекретарот на Белата куќа Роберт Гипс го покрена прашањето за американската помош на земјата, што годишно изнесува 1,5 милијарда долари. Ќе ја ревидираме таа помош зависно од развојот на настаните наредниве денови. Стејт департментот објави предпазливо за патување во Египет, што за американците е голема туристичка дестинација, советувајќи промена на плановите за догледно време. Се повеќе луѓе во САД инсталираат соларни плочи на нивните куќи за електрична енергија. Тоа е скапо и затоа во некои населби граѓаните се здружуваат за да заштедат пари. Во Вашингтон таква населба е Монт Плезант, каде 75 домакинства формирале соларна кооператива. Што е тоа? Гледате понатамо. Монт Плезант е историска област во Вашингтон и соларните плочи не смеат да бидат видливи од улица. Соларната кооператива е тренд во Соединетите американски држави да ги охрабри жителите да користат соларна енергија наместо фосилно гориво, што може да и наштети на животната средина. Роберт Робинсон е член на кооперативата.
Многумина што живеат овде работеле во земји во развој низ цел свет и во 1970-тите искусиле живот на соларна енергија во воздухопловни бази, училишта или болници. Кооперативата почнала во 2006 со двајца соседи кои сакале да постават соларни плочи на покривите на куќите. Откриле дека процесот е сложен и скап и замолиле други соседи да им се приклучат. Кооперативата како група добила попуст за инсталација на соларните плочи и меѓу себе си помогнале да разберат какви бенефиции ќе добијат од владата што уште повеќе ја намалило цената. Плочите чинат од 15 до 30.000, зависно од величината на системот. Ања Скулман, една од основачите на групата, вели дека практично платиле само по половина од цената. Има 30% федерален даночен кредит за оние кои се префрлаат на соларна енергија. Тоа е огромна помош, иако не е единствена, зашто има олеснувања и на ниво на сојузна држава. Долгорочно гледано, инвестицијата се исплатува. Сметките за струја на сите им се намалиле за 2/3. На сето тоа, локалните компании што обезбедуваат струја на сопствениците на домови им даваат кредит кога нивните соларни системи генерираат повеќе енергија отколку што тие трошат. Ерик Холфланд е архитект кој неодамна дома инсталирал соларни плочи. Неговата пресметка е дека инвестицијата ќе му се исплати за 3 до 5 години. Имам шанса да им зборувам на луѓето како архитект кој на својата куќа ставил соларни плочи. Тоа им дава представа што би можеле и тие да направат. Оваа кооператива помогнала да се усвои енергетска легислатива во локалната влада на Вашингтон. Сега се формира мрежа за помагање на други населби со нивните соларни програми. Се сеќавате ли на филмот Ерин Брокович за жената што се спротивстави на моćна компанија што со негрижа заболела 600 лица од рак? Тоа е всушност вистинска приказна, а 15 години подоцна има реприза, пак во вистинскиот живот. Еве на што работиме за утре. 31 од 35 тестирани градови во САД имаат вода за пиење со метал што предизвикува рак. Објектите за третман на вода не биле дизајнирани за отстранување на хемикалии што сега се откриваат. Гледајте утре во Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. А за многу повеќе содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.